Граѓаните, граѓанските активисти и издруженија од Кочани имаат простор во рамки на Центарот за солидарност за живот во Кочани, во кој ќе можат заеднички да се координираат и да дејствуваат. Просторот на улицата Маршал Тито во некогашната продавница за чевли Борово символично треба да ги поврзе сите кои сакаат да дадат свој придонес за еднината на градот. При тоа на отварањето беше речено дека во колективната меморија има врежано и добри и лоши периоди, но никогаш не се памети слична трагедија како што се случи во март годинава. Носител на идејата за отворање на центарот е граѓанското здружение Воскресение 2017 од Кочани, а главен мотив е да се покаже солидарност, да им се подаде рака на сите засегнати и да се унапредува со животот во иднина. Кочани има над 5000 деца под 18 години на кои треба да им креираме услови за живот, на кои треба да им подобриме иднината и сите да добијат надеж дека живот во Кочани е можен и не само можен, туку и пожелен. Ова не е само просторија која е создадена од намештај, туку ова е просторија во која треба да се состануваат граѓаните на општина Кочани, невладените организации, се со една цел да заеднички креираме некоја стратегија која во иднина со подадена рака едни кон други ќе донесе подобар живот за сите во Кочани. Затоа и мотото "Сакам живот во Кочани" не е смислено туку така, туку тоа е еден мотив кој не води напред и кој ќе не води и во следните години, се додека не дојдеме во ситуација да секој граѓанин на општина Кочани посака да живее во општина Кочани. Мораме да ја сопреме миграцијата која се најавува не само во странството, туку и внатрешно, и Кочани да го направиме атрактивно место за живење. Тоа е возможно само доколку секој од нас се придвижи во тој правец и во областа со која што се занимава и се подобри и како тој сам себе си, така да ги мотивира и другите околу него да направат условите за живот околу него да бидат подобри. На отворањето на центарот беше упатен јавен повик до сите граѓани, до невладините и други организации кои сакаат да помогнат да се вклучат во активностите, што за почеток ќе бидат поврзани со трагичниот пожар, но подоцна ќе се развиваат и во други области. Секако дека приоритет ќе биде помош за настраданите и директно погодените во несреќата, но тоа беше само вовед да кажам дека ние во општина Кочани имаме и граѓани од други кои не се повредени, но сепак и на нив треба да креираме подобри услови за живот. Значи целта нема да биде само повредените од несреќа до 16.3, туку ќе бидат општо сите граѓани на општина Кочани опфатени со некоја стратегија која во иднина ќе ја креираме. Во активностите на центарот ќе се вклучат и партнери од земјата, но и од странство, односно мултинационални компании. Беше најавено дека практично со заеднички идеи и искуства треба да се изготви стратегија со вклучување на општината, но и на централната власт и со сите чинители на општествените дејности во државата. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.